I sakam da kažem ova, vidite me. Jasno дека не е тоа добро, сентиментално ми е. Секој пат ке видам сентиментални глупости, да не можам да имам потрагите на моето живење до сегашно. Добро, тоа ке го имат јадни Вуковарчани, кои све нема да го има воре град. Работата овдека се изгради еден велеград, едно предимензионирано, непотребно предимензионирано, непотребна предимензионирана концентрација на луѓе во еден простор кој и изгуби својата природна околина на која може да биде, да се наведе секој пат прирака во случај на големи несреќи какви сега што се случуваат и ке се случуваат сигурно во историјата на овој град. Работата беше дека оној мал град од 50-60 илјади становника пред војната, па после војната до 120.000 становника. Тоа сепак на крајот видеа дека тоа е град, надградови, голем град, за кој се пеени песми, за кој му се восхитувале луѓето. Од античко време, вијадуктот само сведочи или театарот, античкиот театар, таму што уште не е ископан. За жал, наравно, дека античкото скупи било градоре. Понатамо, во средните векови, без оглед што е туѓ, тоа още не е ни важно. Ова бил царски град. Овде живел цар, бил крунисан цар. Пиколомини се диви како изгледа. Дури и пред тоа се мисли дека Јустинијана прима е во Скопје. Кажи го Турчинов, кој не опишува нашата чаршја била Евлија Челебија. Нормално, му се восхитувале на овој град. Као град. Тоа било град, а сега не е работата во зградите. Може да и отидне до Бестрага, небо под облаке, што викаме. Не е град, е бескано поселјачен во најнегативната конотација на поимот селјаш. Се вратил некаде во некој времиња кај што никој на никого ништо прави со овој град било што сака. И за жал, онај градски, оној кој преку кого се очекува, нали, да некаков прогрес, да се допре бар до таа трета технолошка револуција, се враќа, ретерира. Ова општо сиромаштво кое не погаѓа сите, тоа е заедно со тој менталитет кој е уселен во градот. Кај што се рушат, викам, елементарните принципи на градска толеранција, тоест на еманципираност на едно ниво, кај што би се возможно да дојде проблемот на многу повисоки нивоа него што се навоѓаме, се враќаме, ретерираме назад. Сиромаштвото е најстрашна работа која може да го погоди некоја средина. Денеска, вика, види богат, сака синот да му свири на клавир, мајката, или виолинче, мајката. А за тоа да свири детето мора да има средства, да речеме, да плати професор, да го прати, да плати школа, да плати школарина, да го водиш бензин, да го носиш детето. Кај нас не постои појам, да речеме, соба, библиотека. Такво нешто ќе рече, види богати, сакам библиотека, види мајката. Не, има на времето се купува книги према регалот, мислам, според бојата на метар. И дужина е метар и 20. То, појќе нема, не ти е треба. Сака да чита, види богат, сака да чита, че. Знај ли да го отисне прст? Што го треба пај? Сега сме, овој град, сега се наоѓа, ние као целина, во една безкрајна голема несреќа, која се вклопува во една економска катастрофа во која се наоѓаме. Кај што све ќе настане вака и сега ќе настане сега 10 години која ќе се прават грешка до грешка и ќе се низе као монистра, овака да се направи еден добар гердан кој ќе не угуши.
Pa posle, znači, se potrebno 10 godini da se oslobodiš od toj mentalitet na srednjevekovije na koje se vraćamo. Vika rekao ran kapitalizam, ne duš. Все уште сме во родовски однос. Во градот мора да е се убаво. Мора и зградата, и улицата, и оградата, и луѓето, и алиштата на нив. Го парафразирам, ке рече Чехов, да го парафразирам. Рускиот град на 19 век, она забит во која се запатил Чичиков да купува мртви души. Па нека дојде овде кај ме, ке купува живи души колко сака, у бесцење за 100 марки.